Нова стабилна влада или пак нови избори, но и натаму да останат цврстите ставови кон Македонија, очекуваат бугарите кои живеат во Скопје од новиот премиер и парламентарното мнозинство во Софија. Денеска гласаа на предвремените парламентарни избори по четврти пат последнава година и пол. Бугарската амбасада во Скопје е една од локациите каде што бугарите во Македонија денеска гласаат за нова влада во Софија. Сликата од тоа како го остваруваат своето право на глас не можеме да ја пренесеме, затоа што претседателката на изборната комисија рече дека фотографирањето и снимањето внатре е забрането. Бугарите во Скопје кои се пријавија онлайн гласаат во бугарската амбасада, а такви беа 9. Таму своето право на глас го остваруваат и вработените и пријавените бугарски граѓани. Гласачите со поделени мислења, дел очекуваат формирање стабилна влада и конечен излез од кризата, други пак се со став дека сега нема да се формира влада, почекуваат пак да гласаат. Ама има и такви кои се надеваат дека Бугарија ќе си остане доследна на црвените линии во однос на Македонија и нема да отстапи. Не очакувам да има мнозинство како цяло, така че не мислам. Очекувате повторно на избори да одите после некое време? Очакувам да искрено да отидем на крај пак на избори. Па до кога ќе биде вака? Не знам. Надявам се скоро да приклучи, но можеби няма да е скоро. Колку е битно Бугарија да има веќе стабилна влада, еве година и пол? Мисля, че веќе е важно, многу е важно да имаме. Причината е, че няма хората са много разделени. Народът е много разделен. По самите партии имат много различни идеи и не могат да се съберат някъде и там. Што очекувате од новата влада во односите со Македонија? В односи с Македония очаквам да има стабилна политика, да има твърда позиция. Това очаквам. Да, го остварих своето право на глас и вярвам, се надявам, че ще се реши проблемът в България. Европска унија сме. Треба да вървим напред. Во цела Македонија беа пријавени 181 лица за гласање, најмногу во Прилеп 46, потоа во Кавадарци, Павелес, потоа Струмица, Скопје, Охрид и Штип. Последната коалициска влада на Кирил Петков успеа да се задржи на тронот само 7 месеци. Сега во трка за повеќе места во 48-то Народно собрание на Бугарија се 29 партии и коалиции, но сепак прогнозите за формирање стабилна влада во Бугарија по изборите се песимистички, бидејќи се во време на економска и енергетска криза кај источниот сосед, меѓународните случувања и војната во близина на границите на земјата. Политичките аналитичари ставаат голема веројатност да се формира експертска влада во Бугарија која би функционирала една година. Од друга страна, анкетите покажуваат сигурен влез во парламентот на 6 политички формации: ГЕРБ на Бојко Борисов и СДС, продолжуваме со промените на Кирил Петков, БСП, ДПС, Природба и Демократска Бугарија.